На она прво утро, кога Христос воскреснал пред 2000 години повеќе, ангелите кои биле присутни таму, им кажале на жените, ги нарекуваат мироносци, зашто носеле миро да го помазаат телото на Христос, им кажале, тој не е тука, тој не е овде. Зашто воскресна? И од тогаш христијаните имаат традиција да се поздравуваат на Великден со тој не е овде, туку воскресна, т.е. Христос воскресна. И неговиот гроб е единствениот празен гроб. На земјата има многу гробови, безброј, и во сите има коски. Коски кои покажуваат дека човекот е немокен пред смртта. Во таа борба тој губи. И тоа е причината поради која што човекот гледа така на смртта. Не се радува. Братот Љупчо почна со споредба меѓу Божик и Великден, т.е. Христовото воплотување и Христовата смрт и воскресение. И да, навистина двете се чудо се големи. Првото не можеме никако да го сватиме, што значи Бог да се воплоти, како се случува тоа. Меѓутоа човекот некако повеќе го прифаќа раѓањето на Христос. И затоа Божик е полн со радост. Се украсуваат градовите, црквите, пеат песни. Има радост, си разменуваат подароци. Се е така некако, амбиентот е еуфоричен. Великден не е таков. Ја нема таа радост, се нема таа слава кај луѓето. Зашто на Великден се празнува смрт, тоа е победата над смртта, но има смрт во Великден. И самиот автор, нели, Мудрот Соломон во неговите поговорки, тоа во проповедникот книгата, вели дека луѓето повеќе сакаат да одат на веселби, на свадби, сакаат да одат на крштевки, сакаат да одат кога се раѓаат деца, не сакаат да одат на погреби, зашто погребот е пораз. Човекот ја губи таа битка со смртта. Но додава дека пополесно за човекот да отиде на погреб. Таму се стекнува повеќе мудрост, таму се поставуваат значајните прашања за смислата на животот на човекот. И така човекот свесен за поразот во смртта, за својата слабост, се обидува некако и после смртта да се увековечи. И затоа има толку мавзолеи, тоа е споменици или гробови на познати луѓе. Во соцреализмот се созда култ кон човекот, па имаше пракса значајните комунисти, водачи на револуцијата да бидат увековечувани во саркофаги кои се гледат, например, во Москва Ленин имаше таков. Во Софија Георги Димитров имаше таков. И луѓето секој ден, јас сум имал можност како дете да одам во тој мавзолеј, со часови чека да поминат, не седни лавиринти во една мрачна гробница, темна, осветлен беше само саркофагот, во една тишина, зашто тоа е сакрална атмосфера, и за да поминат да го видат тој голем водач кој сепак лежи мртов, безпомошен. Еден од познатите мавзолеи е гробот на Наполеон. Тој е сместен во еден музеј кој е изграден уште во 17 век, Луи 16 го гради како прифатилиште за ранетите војници од француската армија и бил наречен Лес Инвалидес, за војниците инвалиди. Потоа, во времето на Наполеон, после неговата смрт, се претвора во негова гробница. Таму е сместен саркофагот, а денес е музеј на француската армија. И во тој мавзолеј на мермените зидови се испишани мисли од Наполеон и на столбови неговите победи. Меѓутоа, сепак, и покрај многуте победи, иако нема нито еден пораз, испишан на големиот пораз или на Ватерло, сепак целиот тој амбиент отсликува пораз. Пораз пред смртта. Зашто дури такви големи луѓе како Наполеон, кој е сметен еден од тројците најголеми војсководачи заедно со
Александар Македонски, Цезар, Јулиј Цезар и тој не успеваат да ја победат смртта. Дури и Чак Норис. Смртта е непобедлива. Само еден успе. И тој не беше војсководец. Тој беше дрводелец. Но со воскресението докажа дека не е само дрводелец, докажа дека е Син Божи, дека е Бог. И тоа прави неговото воскресение големо. Во неговото воскресение човекот има победа над непобедливиот противник, над смртта. И затоа се толку важни тие зборови. Затоа толку добра таа вест. Тој не е тука, зашто воскресна. И човекот во својата слабост пред смртта, во скепсата, дури таа смрт сака да отврли. Например, во времето кога Наполеон војувал, Американскиот конгрес има издадено една Библија на тогашниот председател Томас Джеферсон, кој бил скептик, бил рационалист. Тој го почитал Христос, меѓутоа не верувал во чудата. И неговата Библија завршува со зборовите, неговото издание. И така, Јосиф од Ариматеја го зеде телото, го пови во чиста плаштеница, го положи во својот нов гроб, кој беше издлабен во карпа, потоа стави голем камен на гробот и си замина. Точка. И тука завршува Библијата на Джеферсон. Добрата вест е дека Христос не беше само добар учител, хуманист, како што сметал. Тој е председател, туку вечниот спасител. Оној кој донесе, тој воскресна, не завршува со каменот кој што беше ставен пред гробот. Тој камен беше оттурнат. Христос воскресна и донесе спасение за човештвото од смрт. Најголемиот противник смртта. И таа вистина не е настан од минатото, настан кој им тогаш се случи, тој е еден настан кој е жив и се повторува и носи живот во луѓето. Кога се случило тоа, после вознесението на Христос, црквата собрана во Ерусалим, во една некаква просторија. Се молеа, го чекаа ветоениот дух од Христос. И пишува дека били 120 души. Историчарите велат дека во први век на земјата имало околу 120 милиони. Тоа значи дека еден христијанин имало на 100 милиони луѓе. Денеска статистиката вели дека од 4 луѓе еден исповеда христијанство. Не знаеме колку е христијан, но таа е статистиката. Вистината дека воскреснатиот Христос установ, да ги врши чудата, да ја гради својата црква. Доказ за тоа е празниот гроб. Тој е воскресна и е жив. И во многуте нешто кои можем да ги кажеме, јас од аспектот на неговото воскресение, избрав еден текст од евреите, кој така, на брзина ќе го поменеме, сепак празник е, повеќе треба да дадеме место на славителите, на празнувањето, на славењето. И се открива таму Христос како првосвештеникот кој не умира, вечниот првосвештеник, оној кој што го донесе тоа вечно првосвештенство. И тој текст почнува со зборовите, а тие беа многу свештеници, зашто смртта не им даваше да остане само еден. Свештеници. И говори за таа функција што свештениците имаа во Стариот Завет. Ете, Бог го создаде човекот, и тоа гледам во првите глави на Библијата, го создаде да живее со него. Човекот е единственото создание кој Бог го создаде со образ, со подобие на Бог, со способност и копнеш да обшти со Бог, да живее во заедница со Бог. И сето тоа се загуби со гревот. Човекот беше избркан од градината, од Божјото присуство. Гревот се исправи како бариера, како пречка човекот да живее, да обшти со Бог. И потоа Бог поведе институти, механизми, принесувањето на жртва, посредништвото меѓу него и грешниот човек. И кога Мојсей го изведе народот од Египет во пустината, на планината Синај,
случи заветот, дада закон, дада заповеди, им кажа да изградат едно светилиште во кое што Бог ги живееше со својата слава. Меѓутоа, пристапот до Бог во тоа светилиште беше со механизми, со свештеничкиот механизам на пренесување на жртва. Во заповедите на Бог стоеше Аарон и неговите синови да бидат тие свештеници кои што ќе посредуваат меѓу народот и меѓу Бог. И тие пренесуваат жртва, заменичка жртва. И така се изгради тој систем, сложен систем, механизам на општина човекот со Бог. И се уведува различните видови на жртви за умилостивение, за грев, за очистување и така натаму. Првосвештеникот еднаш во годината влегувал во најсветото место за да принесе жртва за умилостивение за целиот народ. Потоа во текот на денот се пренесувале жртви, навечер се пренесувало жртви. Луѓето индивидуално пренесувале жртви заради различни видови греови, поради различни настани. Меѓутоа, авторот овдека вели, сите тие, по целиот тој текст, целиот тој механизам беше некако како ублажување на симптомите. Зашто прво самите луѓе кои што ги пренесуваа жртвите, кои беа посредници меѓу грешниот народ и Бог, самите тие беа слаби. Вели, законот предвидуваше или поставуваше слаби свештеници, смртни свештеници, умираа тие свештеници. Самите беа грешни. Тие, многу од нив били искрени. Имало и нечесни, како првосвештеникот или во времето на кога се роди Самуил. Првосвештениците во времето на Христос били корумпирани, Ана и Кајафа, но имало и посветени, честни. Нивните жртви биле исправни, но самите свештеници биле слаби. Од воведувањето на заповедта за пренесување на жртви и свештеничката служба до Христос поминале 14 на век. Еден првосвештеник или една генерација на свештеници било околу 25-20 години. Тоа значи 70 генерации свештеници поминале. Се пренела таа служба од еден на друг. И не само тоа, тие жртви, тие што ги пренесувале, ни вели текстот, биле слаби. Имале рок на траење. Кога ќе се принесе жртвата за умилостивение, таа траела 1 година. Му поминувало рокот. Следната година повторно жртва за умилостивение. Кога некој ќе се допрел до нешто нечисто, тој морал повторно да принесе во храмот жртва за очистување. Ако поминал низ паганско село, на враќањето требало да помине период на очистување. Знаете, сето тоа било како лекување на луѓе од симптомите, а болест останува. Како што некој вели, сите тие во Стариот Завет биле лекари кои кај кого одиш, ти препишува терапија, принесува жртва, која има многу ограничено дејство, истекува после неколку часи, треба пак да се вратиш. И се така до доаѓањето на вистинскиот лекар. Тој кој што не ги лекуваше симптомите, туку болеста ја излекува. Првосвештеникот кој е вечен, бидејќи не умира и кој, како што овдека пишува, принесе совршена жртва. Не со рок на траење, туку вечна, бидејќи самиот првосвештеник се принесе во жртва. Првосвештеникот стана нашата жртва. И за тоа говори следниот стих. Тој, бидејќи живее вечно, има свештенство што нема да мине на друг. И тука збор што живее вечно, уствари бидејќи тој е ненаследен. Тој не е пренослив. Тој не е заменлив. Тој нема мандат на свештеничка служба. Во Стариот Завет свештеникот имал мандат на крајот на Христа, неговата смрт и крајот на неговиот мандат. Тој нема мандат во таа смисла. Тој не се реизбира. Не може да се соберат во Синедрионот и да решат веќе овој нема да ни биде првосвештеник. Тој е вечен. Зошто? Зошто самиот тој е вечен во своето битие. Смртта не може да го прекине
тоа застапништво на Господ Исус. Бидејќи тој се принесе во жертва, тој умре и воскресна, неговото воскресение донесе застапништво. Прво самиот тој, и овдека сликата е како на некој што се моли за нас или се застапува постојано во 3 стих. Тој вечно може да ги спаси оние што преку него доаѓаат кон Бога, бидејќи е секогаш жив да се моли за нив. Има христијански системи во традиции кои наликуваат на Стариот Завет. Веруваат во очистување од гревовите преку механизми. Никој од христијанските традиции не прифаќа крвна жртва после Христос. Да, на народно ниво има христијани кои пренесуваат курбани, меѓутоа во официјалните теологии тоа не се прифаќа. Меѓутоа има друг вид на жртви, они ги нарекуваат бескрвни, и тоа се таинствата. Например, кога некој ќе се крсти, сите гревови до тој момент му се бришат. Меѓутоа од тој момент тој почнува да трупа нови гревови и треба пак да отиде кај посредникот, кај свештеникот, да се исповеда. Денеска, овие денови, целиот православен македонски народ или најголемиот дел се причести, се исчисти од гревовите. Од тој момент сите беа чисти веќе, немаа гревови. Кога отидоа во црква и земаа причеста. Меѓутоа од тогаш до денес пак натрупаа гревови. И ќе треба пак да одат. Зошто ако во тој период меѓу двете причести умре, оди во некакво чистилиште, оди во митарства, каде што ќе треба да продолжи очистувањето. Еден православен или католички христијан кој навистина верува неговите догми бил најсреќен доколку од кога ќе земе причеста излезе и го фати инфаркт или го сообраќаи, го сгази кол. Тој веднаш оди во рајот, зашто сите гревови до тој момент преку причестата му се измиени. Меѓутоа, ако се случи тоа после 2-3 дена, тоа уште влегува еден сложен процес после смртта на нови очистувања. Ке треба да се докажува неговата праведност. Дали тој направил доволно добри дела, дали доволно таинства исполнил во животот, дали доволно се молил на светиите и многу. Дали неговите блиски ќе се молат за него после смртта, дали светиите ќе се застапуваат за него, многу е тој сложен процес. Христос, текстот овдека ни вели за еден застапник кој е таму, горе, пред престолот и цело време нон-стоп се застапува. Секој обвинение против нас е отфрлено во него. Зашто аргументот што Христос таму го нуди не е таинствата, не е нештото што ние ги правиме околу Великден, а многу нешто човек во тие системи треба да направи, за да биде угоден пред Бог. Многу адети, многу обреди. Единственото нешто што Христос како аргумент го дава е неговата крв, неговата жртва. Вели, еве, оправдани се, спасени се, нема веќе вина за грев, нема повеќе осуда. Еднаш за секогаш. Вечна жртва. Сите негови гревови се исплатени, откупени. Тој е праведен. Тој што е, како што пишува овдека, како бе, кој стих беше, оние кои преку него доаѓаат, тој како патот, јас сум патот до Отецот, во 25 стих, вечно ги спасува. Зашто тој се моли. Во него човек има достап до Божиот престол. Има достап до престолот на благодата. Без да прави нешто друго. Тој пат е многу ран. Тој е, сигурен пат. Пат во кој празниот гроб е доказ за тоа. Христос на крстот ги зема нашите гревови и не ослободи од казната, од вината. Не откупи, не прогласи праведни. И таму пред престолот Христовата скапоцена крв е таа која што се поставува како аргумент за сите нас. И не може никој да не обвини. Во некои системи на светите отци, човек после смртта поминал низ митарства. Тоа значи некакви скали на издигање кон
спасението кон Божјото царство. И на секој скалило демон доаѓа и изнесе обвинение заради извршен грев. Од другата страна, ангелот треба да даде аргумент за добро дело што сме го направиле. Неква молитва или за некво застапништво од светиите или некво застапништво од живите родини. И така, потоа на следното скалило ново обвинување и нова заштита. И на крајот завршува с тоа кој има повеќе аргументи. Демонот или ангелот. И на тоа се сведува нашата вечна ваква, на една несигурност на крајот на краиштата. Ова што го пише овде како авторот на Евреите, како објаснување, тоест како еден контраст на Стариот Завет и оно што Христос го направи е сигурност. Оние што преку Христос доаѓаат кај Отецот имат сигурен застапник, сигурен достап до Божјото царство, зашто тој кој што се застапува, самиот тој е совршената жртва. Тој е свет и тука изредува карактеристики. Свет, тоест во неговата природа, тој е совршено чист. Жртвите во Стариот Завет, животинските, требаше да бидат во смисла на надворешни недостатоци совршени. Христос со својата суштина, божествена е, совршен. Непорочен, во постапките, во делата, во поведението, не можеше да му се најде никаква мана. Неосквернет, и осквернетоста, овој дека зборот е во поглед на мисли, на мотиви, на еден таков живот. Во тој поглед, тој целосно беше чист, без манипулации, без лицемерие. Одвоен од грешниците, трансцендентен од сите останати првосвештеници кои, колку и да беа добри, беа несовршени, грешни посредници меѓу човекот и Бог. И на крајот воздигнат над небесата, воскреснат, поставен таму како победоносен посредник. В 14 века свештениците пренесуват жртви секој ден. Зашто прво самите тие биле грешни и тие за своите греови прво морале да пренесат жртва, па потоа за останатите. Христос тоа го изврши еднаш за секогаш, бидејќи тој самиот е совршената жртва. Нашиот првосвештеник стана нашата жртва. Целосна исплата за сите наши греови. Нема ништо што треба ние да доплатиме. Празниот гроб е потврда за тоа. Кога доаѓаме наваму, од таму од кај што живееме, можеме да дојдем преку Качанички, преку Топана, преку Бутел, патиштата се катастрофа. Дупка до дупка, крпење на дупки. Една дупка ќе закрпат, друга ќе се отвори. Сакаш да избегнеш една дупка, во друга пропаѓаш. Еден пат никаков. Знаете, така наликува духовниот живот на луѓето кои се надеваат на своите обреди, на ритуалите за своето спасение. Ќе паднат во една дупка, ќе ја закрпат, ги очекува еднаш другата дупка. И знаете што е? И тоа е едно мизерно возење, едно мизерно движење во духовниот живот, кој на крајот на краишта не е ни духовен живот. Зашто, паѓајќи од дупка во дупка се живее не блаженство, туку мизерија, како што е мизерија во сењето по нашите патишта. И штетата или последствата не е уништена колку туку уништен живот. Живот кој на крајот завршува во пропаста, во бездната. Христос овде авторот го отсликува како пат, како еден мост, совршен, идеален, не пропаѓа, не може да се распадне, не може да се уништи. Христос е самиот пат и оние што се на тој пат имаат сигурна дестинација. Тие се во Христос. И исполнуваат она суштина за која што човекот е создаден да живеат со Господ. Оние што се во Христос се на патот. Оние што се на патот имат живот со Бог. Не мизерија, крпење на дупки, во кој што повторно си во дупката и никога да излезеш од таа дупка, туку полн живот, во изобилие. Живот на наслада, на полнота со Бог. Затоа ние не славиме денес едноставно само празен гроб, туку еден жив првосвештеник кој постојано се застапува за нас и патот
е сигурен, ослободени од гревовите, од вината, од казната, со овозможено општина со Бог, живот со Бог, сега и во целата вечност. Затоа, прашањето не е дали патот ќе издржи, не е дали ќе паднеш во дупкот кој не можеш да излезеш, прашањето дали си на патот, дали си на вистинскиот пат. Ако си на вистинскиот пат, ти си со Бог, во спасението и вечниот живот. Ако не чекориш по него, не си на патот. Не си на патот кон Бог, не си во Бог. И никакви други ритуали, обреди, никакви други учења не можат да го надоместат она што Христос го направи. Умре за нас, го зеде гревот, го плати и воскресна. И сега таму е нашиот застапник. Тој е адвокат кој нема да умре, нема да се откаже од делото, нема да му помине мандатот, туку секогаш постојано се застапува за нас. Ни возможува достап до животот на Бог, до еден изобилен живот. И нека тие вистини што овде авторот ги опишува и дават надеж, жива надеж од празниот гроб. Единствениот гроб во кој што нема коски, зашто Христос не е таму, зашто воскресна. Господ да ни даде воскресенски живот преку силата на воскресението. Онаа сила што го воскресна, божествена сила, него од мртвите и нас секојдневно да не воскреснува за вечен живот. Амин. Ајде да се молиме сега. Татко Небесен, ние ти благодариме за Твојот Син, Господ Исус Христос, кој ти го даде за нас. И ти го направи наш првосвещеник, кој не е времен, не е слаб, не е грешен, туку е совршен. И ни дава постојано застапништво, постојано посредништво. Ти благодариме, Татко Небесен, за тоа што ти во него ни го отвори патот до Твојот престол, да можеме да доаѓаме кај Тебе и да бараме помош. Во Твојот Син имаме разбирање за секоја наша слабост, за секој наш грев, за секој наше паѓање. И дека имаме застапник, кој го поминал се тоа што ние го минуваме без грев. Ти благодариме, Татко Небесен, за тоа што не прифати сите нас во Твојот Син. Сите кои што веруваме во него, се доверуваме, ти си не примил во Твоето семејство, да можеме да живееме заедно со Тебе, да го живееме Твојот живот. И јас се молам таа вистина да се проповеда во црквите во Македонија, да ја проповедаат свештениците, да ја проповедаат Твоите служители. Се молам, Господи, нашиот народ да биде поучуван во таа вистина. Затоа ти изобличи ги тие свештеници кои, иако слаби, се представуваат како застапници или представници на народот пред Тебе. Изобличи ги, Господи, да го водат народот кај Твојот Син, кај нашиот Господ Исус Христос и таму да го наоѓаат спасението. Се молиме нас употребени за тоа, за да биде нашиот народ спасен, не во таа суетна, полна со суети и празни учења, доктрини, туку во Твоето учење, во Евангелието за благодата. Тоа Евангелие, Господи, да пробие низ тие закоравени цркви, да пробие, Господи, вистината за Твоето застапништво на небото во традиционалната црква, за да биде, Господи, преобразена и народ да биде поучуван во вистината. Нас употребувај не за тоа и ова време кога се говори за Твоето воскресение да бидеме употребени како говорници, проповедници на Твоето вистинско учење, да има спасение и Твоето царство да се гради во Македонија. Се молиме, Татко Небесен, за сето тоа во името на Христос, нашиот Господ и